Со одлуката на регулаторната комисија за воведување на ефтина тарифа на електрична енергија, граѓаните ќе може да заштедат струја од 13 до 15 часот. За сега, неа ќе може да ја користат 170.000 домаќинства, кои имаат дигитални броила, а останатите 650.000 оваа можност ќе ја имаат во текот на месецот, откако екипите на Ивана Хоум рачно ќе ги сетираат броилата кои не се дигитални. Нагодувањето ќе започне уште од утре. Исклучок ќе бидат само оние домаќинства кои ќе се наоѓаат на потешко руралните места и кај нив користењето на ефтина струја ќе се пролонгира за 30 на дена, соопштија од регулаторната комисија. Додека пак домаќинствата со дигитални броила ќе можат и сами да ја направат проверката за тоа дали струјата која ја користат е од ефтината тарифа. До сите корисници на услугите за електрична енергија од девана известуваат дека на екранот на броилата се појавува ознака Т1 за висока тарифа и Т2 за ниска тарифа, што значи дека во зависност од периодот на денот се појавуваат и активни соодветни ознаки на екранот. Имено, корисникот може да препознае дали му е сетирано броилото на ефтината тарифа од 13 до 15 часот после 1 декември, доколку му се појави соодветна ознака за ефтина тарифа во наведениот временски период, велат од Девана. Ефтината дневна тарифа беше укината на 1 јануари минатата година, кога цената на струјата се зголеми за 9,40%, а граѓаните можеа да користат поевтина струја само во текот на ноќта и во недела. Од регулаторната комисија за енергетика очекуваат одлуката да има позитивно влијание кај потрошувачите, бидејќи со новите поволни цени ќе се намалат и трошоците за електрична енергија.